Пред автомобилската индустрија стојат многу предизвици. Технологијата со секавична брзина се развива, особено во делот на електрониката, безбедносните и системите за автономно возење. Полека, но сигурно, оската на автомобилската индустрија се поместува кон Кина. Најнаселената држава е најголема и во производство на електрични возила и веќе станува нормална појава европските и американските марки да имаат тамошно производство за глобалниот пазар. Од Европа доаѓа веста за новата генерација на супер автомобил потпишан од Мекларен. Започнуваме со кратките вести. Кинескиот Xpeng представи уште еден модел кој посебно ќе им биде интересен на европјаните. Означен е како G6 и представува спортски купе кросовер чии електрични можности се базирани на нова платформа. Ќе биде достапен во две верзии, со еден или два електромотора и максимални 300, односно 480 конски сили. Иако без прецизни податоци за батериите, кинезите ветуваат автономија од 750 км, како и дека архитектурата од 800 волти за само 10 минути полнење ќе обезбеди струја за 300 км. Меките линии го прават привлечен за око, а минималистичката внатрешност е сосема очекувана. Може да се добие со воздушно ослонување, а подоцна ќе стигнат и верзии опремени за автономно возење. Продажбата ќе стартува после летото, а цените не се познати. Оваа компанија, која започна да работи пред 5 години, лани продаде солидни 120.000 возила и тоа со само 3 модели во понудата. Преработките што Хенеси ги прави важат за едни од поекстремните. Најновиот доказ за тоа доаѓа во облик на пикапот Ford F-150 кој порасна на дури 8,2 метри потребни за да се сместат уште еден пар тркала. Од компанијата велат дека со ваков погон силата многу полесно се пренесува на подлогата, посебно на тешки терени. А тоа во случајот е многу битно, бидејќи Velociraptor 6x6, како што му е ознаката, располага со жестоки 700 конски сили. Нив со помош на компресор ги испалува 5,2 литарски V8 бензинец и ќе го лансираат ова 3 тони тешко чудовиште до 96 км на час за само 4 секунди. Не се сомневаме дека каде и да се појави ќе привлече огромно внимание, посебно ако се знае дека неговата цена е сулуди $500,000. Германската компанија Ari Motors ја најде вистинската формула за успех. Во соработка со кинескиот Jiuyuan ги нуди нивните електрични возила прилагодени за европскиот пазар. Најновиот од серијата модели е малиот двосет 902, кој е оптимизиран за помали услужни дејности и градска достава. Голем е како првата генерација на Smart, а зад затемнетите задни стакла има товарен простор од дури 766 литри, за жал со носивост од само 190 килограми.
Спаѓа во категоријата поголеми 4 цикли, а за погон се грижи електромотор со скромни 20 конски сили кој обезбедува максимална брзина до 90 км на час. Купувачите може да бираат меѓу 3 пакета батерии за автономија од 110, 140 или 200 км, а може да биде опремен и со соларни панели на покривот. ARI 902 е достапен во 3 верзии, чија солидна опременост вклучува и систем против блокирање на сопирачките, дигитални инструменти, централен екран со MP4 плеер и Bluetooth конекција и камера за возење наназад. Има и клима уред, сервоуправувач, систем за препознавање сообраќајни знаци и друго. Гаранцијата му изнесува 4 години, а цените започнуваат од 14.000 евра. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Автономното возење е предизвик за сите автомобилски производители. Во големите држави, каде што се оптеретени сообраќајот, многу време се губи зад управувачот, па сите иноватори сакаат тоа да го избегнат. Луѓето да имаат повеќе избор, дур се наоѓаат во сообраќајот. На таа тема денеска ќе разговараме со господинот Џон Вангелов, кој е еден од најголемите протагонисти и во развојот на софтверот за автономните возила. Добро дојдовте во Автомагазин. Добро ве најдов. На кратко, автономното возење, до кај е стигнато? Сите велат 4-то, 5-то ниво, но колку е тоа реално и колку тоа може да се имплементира во реалниот сообраќај? Во индустрија сега се знае дека има до број 2 пуштено во улице во, да речеме, во Америка и исто во Европа. И тие се тренирани колете да може човек да го, ако го пази колата кога вози, да може тоа да те чува у линие, да може да менјава линие и да си тера колата сама, ама мора човек да го пази. Адаптира својата брзина во однос на претходното возило. И тоа висне може да допира скроз до нула и може да тера после тоа. И кога гледа дека колата пред нега иде. Има исто со компанија европски, амерички, преку цел свет што ги имаат, направено сега ги пуштаат до 4, ама
во специјални места. Во изолирани услови. Да, мора да бидат знаени како со карта дека у ова место смее колава да иде и да тера. Ама има исто, да речемо до 5, многу има долго време дури да се намешта тоа технологијата, зашто има, да речемо, невремења, колата да го разбира таа ситуација и да го направи како што треба. Има многу тренирање во софтверот да дознае што да прави у тие ситуација, плюс има голема регулација што треба да е написана пред да се спушта таква технологија во публика. Дали е проблемот само софтверски во развојот на вештачката интелигенција или е и проблемот легислативен? Во случај да се употребува автономно возење од сега, ниво 5, во слободен сообраќај, се случи сообраќајна незгода, кој одговара? У двете места треба да се изработа. Регулација треба да има, да знаат софтверот како и што да го прави у која место и да се разбира тоа системот како да го изработа таа ситуација, да се чува како сите да знаат овој систем вака ќе работа во тоа ситуација. Да. И тоа има друго нешто, кога гледаш низ цел свет, свака држава има други регулации. Тоа ќе треба да се снајде, да можат системиве да изработаа како што треба, кај што да си и сите да се разбира дека системиве така ќе работаат. Треба индустријата заедно да се дознаат како ќе им го дават технологијата на костумериве. Вие сте долго години работите на овој проблем и сте еден од најуспешните разработувачи или развојни инженери за софтверот. Кои се најголемите предизвици кога се прави тој софтвер? Кога ги гледаш тренирањето на системот за софтвер, тоа треба да ги разбире сите ситуации. И со тие ситуации мора да ги прима информацијата преку сенсори. Тоа али е LiDAR или радар или со камере. И тој систем мора да ги прима сите тие сенсори и да го разбира environmentот околу колата, да дознае окружувањето на автомобилот. Да, и со тоа ќе се тренира како и што да прави колата. У тоа учењето во Artificial Intelligence, тоа има многу програмирање што влегува да му дава знаењето на автоматската кола, да знае што да прави кога доаѓа у некоја ситуација. Ајде да речемо, некој иде преку улица, таа кола мора да допре, да не го удри човекот. Или ако има куче што рипне пред кола, да допре колата, да не го убие кучето. Има многу ситуации што мора да се разбира за да може колата да прави како што треба у сваки ситуација. Тоа е компликувана работа што мора да се прави преку цела индустрија за свака кола што го прима таква технологија. До каде сме ние со автономното возење? Тоа многу убаво се комуницира. Значи, ние нема да губиме повеќе време, дури престојуваме во автомобилот, нема да имаме проблем да почекаме и во гужва, бидејќи ќе можеме да изгледаме филм, да пратиме мејл или да работиме. Дали е тоа се уште научна фантастика или тоа брзо ќе се случи? Има у неколку места ке е направено за да има autonomous vehicles, извини по-англиски.
тие са места кај што знаеш дека ќе немаш проблеми да ти влезе некоја друга кола. Кога имаш систем Контролирана средина, така? Да, така. Кога имаш такви, колите ќе може да си терат по скоро све autonomous. Ама дур да технологијата дур да се напред околу сите да може и со колите што не се autonomous и со колите што са заедничко да може да работа, тоа има, да речемо, мало време дур да стигнемо. Ама ако е местото направено за да може само autonomous vehicles, тоа сега го има. Во автономното возење, односно самостојно одлучување на возилата, многу се заинтересирани логистички компании, па и поштенски служби. Во Соединетите Американски држави постојат веќе две компании кои имаат делумно такви услуги. Дали е тоа многу скап систем кој може лесно да биде омасовен или тоа е уште една привилегија на елитните компании? Системиве за сега зависи на која компанија. Да речемо, за компанија може тоа да биде ефтино, зашто за работата што го прават им вреди. Да системиве ги прават сега да може да се шира преку индустрија. Да речемо за long haul trucking, многу компании ги тера за long haul и после за долг транспорт. Да, за долг транспорт. Тие цените ќе се си минјаат со време, зашто технологијава, системиве се качува и нормално со електронски работи тие цените им се смалуваат. Да. Ама за дур да се снајда тоа до full autonomy, не можам да ти објаснам да. Дали ќе биде, може би знаете, може би не, може би премногу прашувам, но според искуството на користење на софтвер, нели се плаќа лиценца за секој софтвер, дури и оние дома што ги користиме, за Windows, за Word, Office и така натаму. Дали тоа ќе значи дека и за автономните возила ќе плаќаме годишен, мора да одвоиме годишен буџет за користење на тој софтвер? Па тоа зависи на компаниите што ќе го прават софтверот. Тоа ти доаѓа во системиве, стално треба да проверува што има ново. Ајде да речемо, ако се права нова улица, да знае за таа улица, колата ќе мора да га признави. Картите за мапа, тие може да се... The navigation system can be updated over the air. Може да се апдейтира. Зависи на компаниите и бизнес модел нивни, тоа може или да се плаќа стално, или може тоа во системот стално да ти доаѓа. Има различни патување за како ќе може компанија у тоа да иде. Колку е Македонија блиску до модерните трендови? Па кога ги гледам колеве, има модерни коле тука што ги гледам. За autonomous vehicles гледам ситуациите, јас што ги гледам што се тренирани, тука ги имат. И мислим дека autonomous vehicles може да бидат во Македонија. Гледам улиците се маркирани. Но и добро се издупчени. И тоа го имамо исто у Америка, у Детройт, да речемо. ама да, тие проблеми са преку цел свет и за тие работи са тренирани колеве, да знаат и што да прават. Сега, кога ќе видиме autonomous vehicles, тоа ќе видиме и во Македонија.
Ви благодарам многу, господин Евангелов, што бевте дел од денешното издание на Автомагазин. Најголемиот скептицизам околу електричните автомобили е поврзан со батериите. Интерното истражување што го направи Тесла покажува дека недовербата во долгорочноста на батериите е неоснована и покажува дека акумулациониот капацитет на долги патеки опаѓа многу помалку од очекуваното. Во извештајот на Тесла за работењето во 2022 година еден пасус во прв момент остана незабележан, а тој всушност кажува многу за искуството кое компанијата го има собрано со своите електрични возила. Во него се наведува дека функционалната амортизација на батериите со текот на времето е значително пониска отколку што се очекуваше. Конкретно, годините експлоатација на возилата што ги имаат произведено покажале дека капацитетот на батериите после поминати 200.000 милји, односно 320.000 километри во просек се намалува за само 12%. Од подеталната анализа се заклучува дека на почетокот батериите се деградираат побрзо, но после тоа следи доста побавен процес на губење на капацитетот. Сознанијата на Тесла, која е пионер во електрификацијата, делуваат доста смирувачки на идните купувачи, бидејќи поголем дел од производителите сега за батериите нудат гаранција од 8 години или 160.000 километри, со ветување дека после тоа тие ќе задржат 70% од капацитетот. На сето ова треба да се додаде и дека на деградацијата на батериите повеќе влијае бројот на нивните дополнувања отколку поминатите километри. Исто така е важно и како тие се полнат преку ноќ дома или на брз полнач за кратко време. Колку не сакале да признаат дека е така, на сите им е јасно дека еден ден кинезите ќе владеат со глобалното автомобилско производство. Тој ден се уште е далеку, но светските автомобилски компании сериозно се подготвуваат за него. Најновиот пример за тоа доаѓа од Audi, кој одлучи идниот A6 Avant e-tron да се произведува во Кина. Во својата гама Audi има неколку модели што се произведуваат во Кина. Идниот Audi A6 Avant e-tron за глобалниот пазар ќе се изработува таму, но неговото значење е во тоа што ќе биде позициониран високо во гамата на ценетиот производител. За сега се уште експлицитно не е објавено кога да го очекуваме, но секако нема долго да се чека бидејќи животниот век на сегашниот A6 се ближи кон крајот. Најран датум за негово пазарно лансирање би била идната година, до кога Audi ќе мора да ги организира сите работи околу неговото производство. Она што засега го знаеме е дека ќе биде со авангарден, но препознатлив дизајн и дека ќе ја користи новата и модерна платформа која Audi ја развива заедно со Porsche. Нејзината архитектура ќе биде со 800 волти, а силните електромотори ќе понудат перформанси достојни за марката со 4 прстени. Внатрешниот простор секако ќе биде поголем од сегашните бензински и дизел верзии на A6, а цел на инженерите од Инглштад е да се достигне автономија од околу 700 километри. Неоправдано запоставен од купувачите, Citroen C3 Aircross веќе навлегува во години кога треба да биде заменет, но со оглед на турбуленциите на европскиот пазар предизвикани од електрификацијата и престојните Euro 7 норми, Stellantis предпазливо делува. Затоа и сега го представи само новиот модел, иницијално наменет за Азија и Јужна Америка, а дали во вакво издание ќе се појави и во Европа зависи од многу неодговорени прашања.
Реални шанси за тоа сепак има, но за сега не може да се каже кога треба да се очекува и колку ќе се разликува од оваа варијанта. Употребената модуларна платформа од новата генерација укажува на сериозноста со која французите пристапуваат кон него. Дизајнерски наликува на веќе видениот индиски и бразилски C3, што и не е некое изненадување. Вкупната должина од 4,32 метри далеку го надмина сегашниот европски модел, со што е овозможено сместување и на трет ред седишта. Моторизацијата ќе зависи од земјата каде ќе се произведува, почнувајќи од третиот квартал годинава. Рецептот на Мекларен е секогаш да прави мали, но значајни подобрувања во однос на претходниот модел. Така стигна до својот најсилен серијски суперавтомобил 750S. Спореден со веќе пензионираниот претходник, новитетот има еволутивни промени кои се доволни да ги убедат купувачите да избројат 300.000 евра. Кога станува збор за суперавтомобилите скроени по британски терк, Мекларен е најистакнат нивен представник. Со децении оваа компанија еволуира, вметнувајќи во секој следен модел подобрена моќност, намалена тежина, дотеран изглед и дополнителни опции за да се издвои од својот претходник, чие производство тивко заврши минатата година. За експлозивноста задолжен е истиот 4-литарски V8 со двојно турбо. Сега моторот доби полесни клипови и нов систем за управување на работењето. Резултатот е 750 коњи и 800 ньютон метри вртежен момент. Моторот врти до 8.500 вртежи во минута, а засилувањето од 30 коњски сили и 30 ньютон метри овозможуваат забрзување од мирување до 100 км на час за 2,8 секунди во двете каросерии. Спринтот од 0 до 200 км на час трае 7,2 секунди во моделот со фиксен покрив и 7,3 секунди во варијантата Spider. Максималната брзина изнесува 332 км на час и во двете изведби, вредност што е единствено полоша во однос на претходникот 720S. Од видливите промени се забележуваат новите браници, потесните доводи за воздух и дифузорот. Мекларен нагласува дека за 750S се направени повеќе невидливи измени. Суперавтомобилот се одликува со најновата верзија на поврзаната хидраулична суспензија на брендот PCC-3, со нови лесни пружини и амортизери и ревидирана геометрија. Компанијата вели дека ова го прави поагилено 720S, подобрувајќи го чувството и повратните информации. Внатрешноста не е многу променета. Се наведува новиот централен информативен екран со подобрена графика и надграден систем за камери со заден и 360 степени приказ. 750S се одликува со McLaren Control Launcher, кој им овозможува на возачите да ги складираат своите омилени поставки за погонската група, менувачот, управувањето и аеродинамиката и да се вратат на оваа конфигурација со притискање на копче. За околу 300.000 евра можете да станете собственик на купе верзијата, додека за Спајдерот ќе треба да се доплатат 15.000 евра. Компактниот кросовер е еден од најуспешните модели во сегментот. Peugeot сака да ја задржи позицијата на пазарот, па значително го ревидира дизајнот кој сега го носи светлосниот подпис со 3 вертикални светлосни елементи на предниот дел. Истата формула е употребена и на задниот дел. Во нивоата на опременост Allure и GT, новата предна маска има вертикална шема во боја на каросеријата, додека основната варијанта има хоризонтална шема во сјајно црна боја. Во интериер
интериерот, кај поопремените едиции, дигиталната инструмент табла е на ниво на очите на воланот, 10-инчниот дисплеј има нов дизајн и може да се конфигурира поединечно. Како и досега, iCockpit 3D и компактниот волан делуваат заедно. Што се однесува до погонот, задржани се проверените варијанти. Понудата започнува со 3-цилиндричниот 1,2 PureTech со 100 конски сили, кој потоа како PureTech 130 испорачува 131 конска сила, кои се пренесуваат на предните тркала преку 8-степен автоматски менувач. Задржан е дизелот 1,5 Blue HDI, исто така со 131 конска сила и 8-степен автоматски менувач. Значаен дел од гамата е изведбата со електричен погон. E2008, нејзината автономија изнесува 406 км, надминувајќи го својот претходник за повеќе од 60 км. Во исто време, моќноста достигна 115 кВт, а батеријата е зголемена на 54 кWh. На станица за брзо полнење Peugeot ветува 35 минути задржување за полнење од 0 до 80%. Следната година хибридната варијанта ќе ја надополни електрифицираната понуда. Се најавува намалена потрошувачка за 15%, а повеќе од 50% од возењето во градски циклус ќе се покрива во електричен режим. Редизајнираниот Peugeot 2008 ќе настапи на пазарот од септември.